Благодарам, колега Мисовски. Почитувана македонска јавност, почитувани граѓани на Република Македонија, со жалење морам да констатирам дека и да на денешниот ден најбитен за функционирањето на Република Македонија во 2020 година министерката не е тука. Тоа може би доволно зборува за интересот на оваа влада кон граѓаните и кон нивните ветувања, или пак има една олеснителна околност, може би жената се свестила дека во македонската историја овој важи за најпонижувачкиот, најпоткопувачкиот, најкриминогениот буџет кој што најмногу ја потценува интелигенцијата на македонскиот граѓанин. Па не сакајќи да биде присутна начинот на верификација на овој понижувачки буџет, жената се заминала. Го слушав незиното експозе и навистина една реченица во овие 15 дена, амандманска и општа расправа, ми остави посебен впечаток. Тоа е синтагмата или реченицата инвестираме во човечки капитал. И тоа е нешто со кое што се служат сите министри, сите пратеници кога прават пресконференции, премиерот. И сакам вака да ве запрашам, како колеги, да ми реплицирате, да ми кажете, да ми одговорите. Дали навистина сте убедени дека инвестирате во човечки капитал? Јас ќе ви кажам не. Во земја во која што во декември нема учебници, во македонските училишта, по 10 предмети, не можете да инвестирате во човечки капитал. Во град во кој што постои загубар Еврокомпозит, во кој што граѓаните се молат да земат работниците 3000 денари плата, не може да инвестирате во човечки капитал. Во земја во која што фризерка зема 40.000 денари, а наставник зема 20.000 денари, не може да инвестирате во човечки капитал. Во овој буџет вие не инвестирате во ништо. Инвестирате во граѓански подкуп. Инвестирате во понижување на македонските гласачи. Инвестирате во понижување на македонските пензионери кои што мислите дека со 36 денари покачување ќе ги подкупите да гласаат за вас во април. Тоа нема да се случи. Знаете колку ќе беше сериозно да го реализиравте тоа што го ветувате. Или тоа што го ветил вашиот ценет почитуван премиер Зоран Заев. Еве на 18 август што кажал овој господин, една од лепезата чудни изјави. Заев најави инвестиции од околу 5 милиарди евра. 8 август. 16 август. Замислете, 5 милиарди евра. И то во Фокус е објавено, не е ова во Куририве како што ги викате вие. Ова е во Фокус. 5 милиарди е да, мислам дека една цифра и уште 12 нули. Не знам како се пишува таа бројка, бидејќи со вас немаме видено инвестиција ни од 500 евра. Најскапа инвестиција во Македонија ви е Луи Витон ташната од 32.000 евра што сте купили од некаде. За жал. Сега, почитувани македонци, почитувани граѓани на Република Македонија, ова го има само во Македонија. Најавени 5 милиарди евра капитални инвестиции, а за буџетот предвиделе скромни, мизерни 380 милиони евра капитални инвестиции. Многу помалку од лани. И да се суперхерои како што се замислуваат, нема да го реализира тоа. Знаете зошто? Затоа што годинава реализацијата на капиталните инвестиции не е ни 40%. А тие вака, за пред публика, за на митинзи, си предвиделе 380 милиони евра дека ќе реализираат капитални инвестиции. Во ова повеќе ни веруваат ни коалиционите партнери. Ова ви го гарантирам. Ви го гарантирам. За оваа влада замина возот. Овие ветувања повеќе не палат. Вакви интервјуа нема шанси. Ни во магла нема да ви поминат. Во онаа густа магла во која што нашиве колеги од два идеја на работа до 2016 година со маски. Маски за воздух. Загаден воздух. Ова е најголемата инвестиција и најголемото светско рангирање што ги имаат направено во овие 2 години. Успеавме да станеме светски прваци, а нашите колеги во такви услови сега успеваат да го најдат собранието. 2016 се шантраја, не знаеа ке да одат. Сега треба да донираме, да субвенционираме во гасмански да си одат дома, прават луѓето, да не дишат 606, 890 како во Кичево, 594 како во Прилеп, пием частички на метар кубен. Пак ќе повторам, барем во нешто станавме светски шампиони. Тука сте одлични. Ама не заборавајте,
ова суперхерој влада има еден заменик министер за екологија кој што ќе ви каже немојте да се разочарувате, затоа што оваа година е најмалку загадено од последните 10 години. Така вика Јани Макрадули, некни на дуел. Немојте вика да си правите самите филмови, оваа година е најмалку загадено во последните 10 години. И средата среќа што Дуи им предложи министер кој што не знае ни македонски ни албански, само на англиски зборува, затоа што ако ја слушнал ова изјава од неговиот заменик министер, ви гарантирам дека ќе си даде оставка. Затоа што тоа глупости. Да му кажеш на Кичепчани дека со 698 пием на метар кубен е супер годинава спрема Ломнани, тоаш што би помислил министерот? Имате среќа што стави Аваков. Тоа само во Македонија го има. Министер кој што не го знае јазикот на државата. Тоа само во Македонија го има. Со жалење, морам да констатирам дека во 2020 година до април месец мора некако да издржиме и со овој лажен буџет. Мора пензионерите да издржат со покачувањето од 36 денари. Мора професорите да издржат со ветеното, а излажаното покачување не се усогласено со колективниот договор. Мора докторите да издржат со таа плата за која што стасаја многу пониско од нивото од 100.000 денари како што им ветија. И како што рекол македонскиот граѓанин, во секој арно има лошо и во секој лошо има арно. За нас важи во второто. Во овој лош буџет има само едно добро. Ќе трае само до април. Потоа следува ребаланс со кој што ќе бидат исправени сите неправди. И кон професорите, и кон земјоделците, и кон пензионерите, како што кажа вчера председателот Мицкоски, затоа што предизборен подкуп е да им ја покачиш пензијата за 36 денари, наспроти тоа што го правеше ВМРО ДПМН, секоја година 700 денари покачување на пензиите. Па пресметете вие 700 денари по 36 месеци и 36 денари по 36 месеци и ќе видите како овој буџет добро влијае на вашите џебови. Овој криминален буџет од 4 милиарди евра, во кој што јас гарантирам дека половина до април ќе бидат украдени. Ова сватете го како цитат од поранешните обраќања на мојот сограѓанин Цугарески, која ќе имаше буџет за тековната година. За нив, кога буџетот беше 3 милиарди и 200 милиони евра, беше криминоген. Малку поголем, пак криминоген. Замислете да доживеја да гласаат буџет од 4 милиарди евра. Тоа ќе беше масивно самоубиство овдека. Замислете ВМРО ДПМН да праќаше кодовски писма кога ќе се задолжуваше оваа министерка за милиарди евра до странските инвестиции и да му вели не заслужува Македонија да ја давате кредит по оваа властена ставка затоа што таму владее режимот. Еве ја министерката, односно денеска нема, не знаеме кај може потпишува ново задолжување. За 2 месеци милиарда евра не заложи. Ама ние не сме како Кире Наумов, како нивните министри сега функционери дека дошиме државата. Со едно нивно писмо ја оштетија државата 70 милиони евра. Замислете што се можеше да се направи со тие пари. 70 милиони евра. Клинички центар во Скопје ќе се изградеше за тие средства. А не да плаќаме пенали 10 милиони евра и да му кажуваме на македонскиот граѓанин дека за 500 милиони евра ќе изградиме огромен клинички центар, не знам каде, затоа што нема ниден проект. Да ве подсетам, минатата година Турција го отвори најголемиот клинички центар во светот, пазете, во светот, кој што кошташе милиарда евра. Е, овие експерти во владава, за 500 милиони евра, некаде низ Македонијава, ќе граделе клинички центар, многу убав. За жал. Многу се малку 20 минути да ги изложиме сите ваши аномалии. Верувајте, 20 дена се малку да се зборува овдека. Не знам од што да почнам побрзо. Не знам од што да почнам побрзо. Еве, си замислувам дека е тука министеркава и во незиното експозе за образование и употреби буквално 3 реченици. Тоа сами нека пресудат просветарите што значи. 3 реченици од 4 милиарди евра криминоген буџет наменето за нив. Нека пресудуваат студентите што значи тоа за нив. Научните работници, спортските работници, ректорите, деканите, продеканите, па еве ги поканувам и студентскиот пленум, тие беа многу гласни, некои не ги видов низ магла овдека во Скопје да штрекуваат. Ученички пленум,
Сите оние кои што 2016 им беше многу црно. Сега, после изгледа, пошто врни надвор, ги прибираат чевлите што ги оставаат тие 600.000 и ви ветуваат дека ќе се вратат вашите деца, вашите внуци, нашите роднини и пријатели, само да победиме. Сега треба уште 400.000 да наместа пари. Уште 400.000. Сакам, имам морална обврска спрема моите Прилепчани, да продискутирам што во овој буџет има за нив. Ова е програмата, вака добро изгледа, ова е програмата од локалните избори. Јас ви гарантирам, која страна да ја отворите, нема да најдете ниту едно реализирано ветување. Случајно, се подвиткале материјаливи кон едно чудно ветување, кој што бидете убедени, нема да го реализираат. И ве молам, слушајте внимателно. Брендирање и стандартизирање на производи согласно со процедурите и законските прописи за традиционалните прилепски производи ширдем и македонка. Тие му е страф Македонија да спомна, не македонка да ја брендирале. Тоа ветиле во нашата предизборна програма. Може и сега прилепските гостители да се надеваат дека ќе брендираат Северна Македонка. Оти ако не го направат тоа, ќе ги казнат. Мора вака да го сватиме овој буџет, затоа што буквално ништо не е реализирано во овие 26 месеци локална самоуправа Прилеп. Но и овој буџет од 4 милиарди евра кој што го нудат за 2020 година, морам со жалење да констатирам. И за Прилепчани, и за Кривогаштанци, и за Могила, и за Новаци, и за Долнени. Ниту првата буква од вашите топоними овдека не постои. Ви гарантирам, нека ми се јави некој со реплика и нека ми кажи кој проект од овој буџет е предвиден за Прилеп. Јас ќе ви кажам само едно, почитувани Прилепчани. Во буџетот за 2020 година средства за Прилеп има проектирано само за двојазични табли. Да. Тие двојазични табли кои што ви ветуваат дека се само во главите на ВМРО-вците и тие кои што не сакаат да веруваат во програмата на ВМРО да помане. Тоа стана реалност. Меѓуопштински центар за социјални работи Прилеп долу напишано и на друг јазик. Нели ви ветуваат дека нема така да биде? За 2020 уште табли имаат вакви предвидено, тоа има за буџетот. Немојте да се надевате дека има предвидено за некој проект од овие. Овдека знаете што пишува? Затворен базен. И сите го бараат базенов каде е 2 години. Нов театар. Театар ни бил, ни ќе биде со оваа влада. Нови автобуси. Нови детски игралишта. Нови граденки. Спортска сала во основното училиште Кире Гавриловски. Обиколници. Желботека. А градот Прилеп кутриот се распаѓа. Но граѓаните имаат право, барем на оваа телевизија на Собранискиот канал, да ја слушнат вистината. Почитувани со граѓани, вас ви ги согубија парите за да ги делите за другите општини. Еве ќе ви кажам зошто. Од вашите пари, како даночни обврзници, ги плативме долговите на другите 50 општини. Од вашите пари се одделија 10 милиони евра за инвертери само во 4 општини. Ама за вас, за Могила, за Новаци, нема пари. Од вашите пари се плаќаат овие двојазични табли. Од вашите пари се плаќаат новите агенции, новите заменици министри. И вие дојдовте до Дередже во буџетот за 2020 година именката Прилеп да не постои. Ова е тоа блескање, ова е тоа цветање, ова е тој економски бум од 5 милиарди евра што ви го вети Заев и за Прилеп и за цела Република Македонија. 5 милиарди евра инвестиции ќе имало во 2020 година, а предвиделе 380 милиони евра за капитални инвестиции. Вие 3000 евра инвестиција немате. Едно ново работно место немате отворено. Министерката вика 44.000 нови работни места. Да, во администрацијата. Измислени места. Канцеларии во кои што од 4 квадрати во кои што има 10 работени. Предпријатија за гаса, гасификација нема. Пилоти и авиони нема. Тоа е вашиот имагинарен буџет. Таму се вработувањата.
За жал, нема пари за ништо друго. Нема пари за инфраструктура. Еве ве поканувам сега и почитуваните национални медиуми. Да тргнеме сега од Прилеп за Скопје да видите во која состојба е експресниот пат. Да направите една репортажа. Тоа е исто како Париз Дакар да го возите во моментов. Но денеска министерот излегува на пресконференција со Гарески баш пред 2 часа и вика инфраструктурен бум. И победуваме на 12 април вика. Браво си. Ако има некој од Кавадарци до Прилеп кој што го вози овој пат, а и натаму, да гласа за Социјалдемократскиот сојуз, тогаш алал да вие победате. Пазете и то на обезбедени средства. Тој не знам со што си оди, може би си оди со хеликоптер како министарката за одбрана. Да, еве набави уште 2 хеликоптери. Но, почитувани со граѓани, ова е во сите сфери од општественото живење во Република Македонија. Ама која страна да ја отворите, аномалија. Еве случајно здравство, например, да отворите. Иден проект да се немало? Иден проект. Одиме во Европа, нели имаше билборди, ви текнува бесплатно здравство само да успее референдумот. И па тоа објаснете му го сега на граѓаните? Објаснете му го дека е така. Дека докторите земаат 100.000 денари плата. Објаснете му. Еве, овде ќе јас гледам само 7 доктори. Утре сите на 12 април, бидејќи ви искористија, ќе се вратите дома на работа. И кога ќе видите, налогот 44.000 денари, ами до 100 е до 100, понатаму. Која целна група да ја опатите, катастрофа. За пензионерите да не правамуват. Страшен револт. Страшен револт. Културата. Што понижување на секој чекор? Што да зборуваме за културата? Еве кажете. Намалени средства во сите ставки. Укинати манифестации повеќе од 100 години кои што имале традиција. Повеќе од 100 години. Фестивалот Долнени во Прилеп е најстарата манифестација за народни инструменти. 5.000 евра. 5.000 евра. Златно славече не постои. Скопски джез фестивал не постои. Редица други манифестации кои што ги познава не постојат. 5.000 евра за Долнени, замислете, а 13.000 евра за фастаци. 40.000 денари за фризерки. Е, тоа е вашата инвестиција во, како се вика, не знам како го нарекувавте, човечки капитал. Вие инвестиравте само во неколку луѓе во Република Македонија. И то хиперинвестиравте. Хиперинвестиравте. Може би се поголеми бројките што ги спечали од овој буџет сега што го носиме. 4 милиарди евра. Ама кај граѓаните не инвестиравте. Дали сте свесни колку пари фрливте во вода? Колку пари фрливте во вода, во воздух? Да ја подсетам, прославувавте влез во Европска унија и НАТО. 500.000 евра. Музички звезди, бини, спектакли. Ништо од тоа. Ништо од тоа. Други непромислени трошоци. Да ја подсетам, еве сега Врни сигурно прокиснува и градскиот трговски центар. На 100 метри квадратни, 550.000 евра прочистувачи на воздухот. Така се вика паркот, мислам. 3 дрвца има и една фонтана. 550.000 евра, а за цело пошумување во Република Македонија 150.000 евра. Еве морам уште еднаш, бидејќи ќе ми остана сликите неупотребени доколку нема реплики. Еве, владата пак набавува лубриканти. 1.600.000 евра. И во 2020 година. Е, соберете ги овие 4 години по 1.600.000 евра, ќе видите колку инфраструктурни проекти ќе се решат. Ќе видите колку помалку требаше да се задолжувате. Колку нови училишта ќе направевте. 100.000 евра имате предвидено во буџетот, 600.000 денари за изградба на нови училишта. Абе со 100.000 евра табли не можете да купите во училиште, ни нови училишта да изградите. Ниту една нова сала не е направена во овие 3 години. Спортот е на маргините. Спортот е на маргините, ви гарантирам, во сите градови. Победа од Прилеп за која што се ветуваше Лига шампиони. 3-та лига и 4-та, не знам дали ќе постои за 2 години, ако продолжите вие да ги раководите составиве во спортот. Ама вашиот директор на Агенцијата за млади и спорт и овие студентски домови нек ни промовираше многу јак проект. Купил нутри булет, замислете. Купил нутри булет и со тоа го подобрувал квалитетот на живеењето на студентите. Е, тоа се проектите на вашите кадровици. Тоа се проектите на директорите во кои што вие велите дека сте инвестирале во човечките капацитети. И на крајот многу сакавте да давате средства од фондот за иновации. Оваа слика ја слика вчера во Прилеп во ромската населба. Ова долу е река, ова не знам дали е патарина, ова е импровизирана ограда.
Ова е најновата иновација и понижување за прилепските роми во 21. век. Благодарам. Реплика пратеничка да Смилевска Кети.